Почитувани, добар ден, еве сме на почетокот од емисијата Очи во очи на телевизија 24. Дали пак почнува нешто конкретно во борбата против корупцијата, на некој начин е денешната тема, а повод за неа е настанот кој во свечената сала на владата се одржа, а всушност станува збор за првата седница, за седницата на која што беше конституирано меѓуресорското тело за координација на активностите против корупцијата, кое има за, или ќе ја има одговорноста да воспостави координација меѓу сите клучни институции за токму борба против корупцијата. А всушност станува збор за координација помеѓу клучните институции, вклучувајќи ја, да речеме, Државната комисија за спречување на корупцијата, Министерството за внатрешни работи, Јавното обвинителство, Финансиската полиција, Управата за јавни приходи, Царинската управа, Министерството за правда, Министерството за финансии и така натаму, се значи со цел да се преку таа координација да се обезбеди ефикасно справување со корупцијата. Мицковски изјави помеѓу другото дека овие институции веќе имаат надлежности, она што им недостасува е координација, храброст и одговорност. Сега, со други зборови, да, им недостасува, вели Мицковски, координација, храброст и одговорност, значи им недостасуваат квалитети. А она што не им недостасува, јасно е, се неквалитетни работи. Етички и така натаму, честност. Затоа и го имаме тој степен на корумпираност. Па е прашањето сега дали таа координираност ќе помогне нешто на вистина конкретно, ако ги немаме тие квалитети, ако е она што вели Мицковски, недостасува координација, добро, но јас не би рекол дека недостасува координација. За корупција треба да имате одлична координација. Каква тоа, зарем координација немаат сите кои се одлични во корупцијата. Да ја нема координацијата, немаше да ни биде толкава корупцијата. Или оној најнов случај со обезбедувањето токму на премиерот. Па тука е координација на прво место. Без координација што ќе прави тој? Ниту може да дојде до информации, ниту има каде да ги пласира. Значи, совршена координација. Така да координација би рекол дека апсолутно има. Само се користи за други работи. Сега, она што вели премиерот, недостасува координација за во друга насока. А инаку за корупцијата, токму показателот, степенот на корупцијата покажува дека одлично се координирани. Храброст, па исто така храброст да правите такви работи. Сега одговорност, да, одговорност, затоа што нема одговорност. Значи, треба да се почне со одговорност, со неселективната правда, односно со изнаоѓање на правдата. Така да, во принцип, јас би рекол, им недостасуваат квалитети. Но, помеѓу другото, Мицковски вели, овде сме да создадеме нова форма која што ќе има суштина, а нема да биде форма која што ќе биде без содржина. Сакаме да изградиме механизам што ќе делува брзо, ефикасно и бескомпромисно. Слично изјавува и председателот Арбен Фетаи, председаваше со ова меѓуресорско тело, а тоа е всушност дека истото смета нема да биде само форум за дискусија и дебата, туку ќе стане механизам, исто како и Мицковски механизам, за посебен притисок за да се спроведуваат законите и антикорупцијските стратегии. И сега добро, да, механизам вели Мицковски, сакаме да изградиме механизам што ќе делува, брз, ефикасен, бескомпромисен. Фета исто така телото да стане механизам да врши посебен притисок. Меѓутоа, суштината е, па механизмот се луѓето. Значи, најголемиот проблем се луѓето. Корупцијата е од луѓето. Тие се механизмот. Па од тука е прашањето, оваа борба против корупцијата, дали на некој начин ќе може со ова тело, како тоа тело да се бори, телото како тело, какво и да е.
физичко тело или тело во вид на еден состав на луѓе кои ќе треба да го направат. Па луѓето, токму тоа е поентата. А на луѓето им недостасува односно не им недостасува она другото за да цвета корупцијата, им недостасува се друго за да корупцијата ја нема. Така да телото како тело само по себе не може да направи ништо. Механизмот се луѓето. Па од тука и прашањето дали ќе може нешто да се постигне со ова, наспроти сите овие уверувања, па и обиди, така да кажам, се формира тело. Во овој случај меѓуресорско тело. Тело за помеѓу ресорите. Но кој исто така ќе ги сочинува луѓето и сега да ги координира ресорите. На настанот инаку присуствува и се обратија и Михалис Рокас, амбасадор на Европската Унија, во Македонија Килијан Вал, шеф на мисијата на ОПСЕ во Скопје, Никол Варнес, заменик амбасадорка на Соединетите Американски држави кај нас во Македонија. И сега, ако ги погледнете и нивните изјави, повторно се сведува во суштина на човечките ресурси. Значи, поентата е да изградиме фабрики. Па да, но нема да работи фабриката сама. Треба луѓе да работат. Така и ова, едно тело, 10 тела, повторно се луѓето тука. И при тоа, значи, не само дека треба луѓе туку, треба луѓе кои имаат квалитети. Овие сите ги немаат тие квалитети, да не кажам имаат неквалитети. Штом поминува корупцијата. Секаде, вклучително во правосудството. И кога ќе ги погледнете изјавите токму и од овие странски представници, ќе видите дека и суштината е повторно на тоа. Имено, да речеме, Рокас истакнува дека корупцијата е голем предизвик за државата и дека е потребна забрзана промена за постигнување на реформите. Промена. Каква промена? Па, имено, транспарентноста и спроведувањето на законите се клучни за успешна борба против корупцијата. Спроведување на законите. Фати ги, казни ги. Па тогаш ќе дојдеме до на Мицковски што вели недостасува одговорност. Па затоа и го прават тоа. Одлична комбинација. Нема одговорност, а нема ниту квалитети. Етички, морални, какви и да е, доблесни. И затоа цвета корупцијата. Секако Рокас нагласува борбата против корупцијата е клучна за напредокот кон Европа. Меѓутоа и понатаму реформите бараат промена на менталниот склоп. Еве го токму тоа. Луѓето, значи, што правиме, што ќе направиме ние со тела меѓуресорни и така натаму, да се координираат управа за јавни приходи со МВР и слично. Ќе се координираат за тоа за што сакаат да се координираат, тоа за што се умешни и успешни во другото, во нечистите работи, ќе се координираат надвор од тоа координирање. Како на кој начин ќе ги скоординирате да ги фатите? Тоа е поентата. Затоа, меѓу другото, гледате, се сведува на тоа, на тој човечки фактор. Па велам, значи, Рокас, вели, промена на менталниот склоп треба во рамки на институциите, во рамки на правниот систем, ете го правосудството. Ако нема корумпирани во правосудството, попусто може вие да се обидувате, не знам, притисок да му направите или стапица или било што му понудите пари, какво и да е трговија со интереси и така натаму. Значи, затоа вели во рамки на правниот систем, но и во менталниот склоп на поединците. И сега токму тоа е, ние не ги менуваме луѓето. Само дополнително правиме некои тела. Прашањето е вистина дали мислите дека нешто може да се направи со тоа. Рокас продолжува, вели, актерите мора да престанат да се мешаат во работењето на судовите и правосудните органи. Па ете го актерите. Значи, повторно луѓето. Тоа да не се прави за политички цели. Па кои? Партиите, политичарите. И сега што ова ќе координира? Мислам, добро е замислено се, но замислено, ова што вели и Мицковски и председавачот
фетај механизам, да се изградел механизам. А да, но овие запчаници погрешно вртат во тој механизам. Како механизам да се изгради, да се стават други луѓе. И сега дури ова Рокас што вели да се смени менталниот склоп, а како да се смени? Сега тие ќе кажат, а добро, од утре ќе бидеме поинакви. А сега ќе сватиме како еве механизам, да, ова не чинело што сме правеле. Не, сега нема да правиме, уште и ќе враќаме од тоа што сме. Нема што, тој еден е механизам кој оди така, друг е механизам сосема друг. Не може истиот механизам да го... Ще треба друг да ставите, а механизмот се луѓето, повторно велам. И токму гледате, тоа практично сите укажуваат на тоа, не само Рокас. И судовите, правосудните органи, политичките притисоци, сето тоа мешање и тие интервенции треба да престанат и промени во менталниот склоп. Со тоа што, добро, еве, заменик амбасадорката на Соединетите Американски држави смета дека ова меѓуресорско тело не само што е важно, туку е од суштинско значење. Но ако го примените како што треба, дали ќе примените атомска енергија за струја да создавате или за, не знам, бомба атомска да направите. Според заменик амбасадорката, повторно е истото. За јакнувањето на правосудните органи бара реформи, активности и пред се политичка волја. А повторно сега значи волја политичка. Ајде нема веќе да правиме, нема да бидеме корумпирани. Нема да правиме тендери во 4 очи, нема да се вградуваме со проценти, нема да... Дури може да размислиме и да дискутираме за намалување на патните трошоци. Политичка волја, како сега? Значи, да се смени склопот, да се смени... Како да направите еден механизам да работи на друг начин, ако е направен така да работи. Така да генерално велам, сите се во таа смисла, а сепак Мицковски уверува дека ова тело ќе биде чекор напред во обидот за воспоставување на функционален и синхронизиран систем кој ќе застанал на патот на корупцијата и дека ова тело нема да биде само уште една административна конструкција. Административна е, туку дали ќе биде суштинска, тоа е прашањето, инаку апсолутно е административна со истите тие луѓе, впрочем. Сега, дали и дури и ако стават други луѓе во тоа меѓуресорно тело, да ги координира, дали ќе може да им фати каршилак на сите овие добро развиени други механизми, кои ќе треба да ги контролира, координира во овие институции, сите гледате од Комисијата за спречување на корупција, па се до Министерството за финансии и правда. Тоа останува да видиме, но во предстојните минути да продискутираме на 6091 924 и 925. Еве, можеме да почнеме. Добар ден за првиот гледач. Повелете. Повелете, добар ден. Повелете, ако се слушаме. Добар ден. Да, повелете. Ало? Да, повелете, ве слушам. Сосема случајно ти ме почитав. Одлично, еве прв вие, ајде да отворите. Почитано водител, моје лично мислење, вие спомнавте ментален склоп. А тоа по моје мислење е вродена мана. Ја, како диме лично се прашувам, дали менталниот склоп на таа навика може некој да промени. Ама баш ич. Единствен веќе менталниот склоп кај таа особа да нема, да дојде друга особа со позитивен ментален склоп. Во врска со корупцијава, еви еден ментален склоп. Шпици играчот, лидерот на ДПМН, пред 5-7 месеци лично он кажа дека имал понуда од мито. Како заврши тоа, почитувам водитело? Па официјално, барем јас не сум видел нешто до сега. Така,
Значи, Што пазете не сега. значи дека добро, да, Ако е неофицијално. тоа кажано од таква личност, а тоа остана статус-кво, па ја како Димес, јас се сомневам дека он го земал митото. И си молчи сега. Дали ме разбират? Тоа ли е решение? Каде е ДКСК да го викне, ајде изјава, дај да видиме зашто го кажа тоа? Што ако е Мицковски? Ако ние не тргнеме по тој таков пат, ништо не биде. Што видна со дипломата англиски ова директорот на АНБ? А? Како посека Мицковски, така заврши. Дали е дадено мито или не, имал диплома, немал, јас исто не се фаќам. Он важно си работи. Така не биде. Тоа е тоа, благодарам. Да, благодарам. Ба добро, тоа со дипломата, ако не се лажам, стигна, дека заврши, може би заврши така што не заврши. Официјално не видовме завршница, освен велам, стигна до таму дека Државната комисија за спречување на корупцијата на крајот се изјасни тоа, беше пропратено со контроверзии и така натаму, не се надлежни да ја утврдуваат веродостојноста на дипломата. Туку се надлежни институции кои се таму, обвинителство не е битно. А понатаму не слушнавме нешто официјално од нив, значи ние не сме надлежни за тоа. Тој приложил диплома, дали е вистинска или не е, не сме надлежни ние да утврдуваме, а кој е надлежен не се огласи понатаму и затоа велам то, дали продолжи, дали е отворено нешто, дали се испитува или заврши така што не заврши, не знам, но сега токму дали со оваа координација токму меѓу институциите нешто ќе може да се направи. Затоа гледате координацијата, ова меѓуресорно тело на менето за, јас и во насловот кратев, колку е, само насловот е, ќе биде колку една одлука, декрет на Трамп за царините кон ЕУ. Мислам толку и тој со една реченица, царини за сите и крај. Така и ова меѓуресорско тело за координација на активностите за борба против корупцијата, кое ќе ги контролира институциите, реков, токму од Државната комисија за спречување на корупцијата и сега тие понатаму се координираат со МВР, со јавното обвинителство, со финансиската полиција, со Министерството за финансии, за правда, за сите надлежни, меѓусебна координација и еден вид, потоа добивате централен систем во кој, значи, наместо ДКСК да каже не сме надлежни, веднаш координација со другиот, вие сте надлежни, вие направете тоа, јавете ни дали е оригинална. Ако е оригинална, ние ја уважуваме таа. Приложена е како диплома, ние констатираме дека е приложена. Вие потврдете дали е оригинална, вие потврдете друго и како еден централизиран систем од таа координираност да се добие резултат. И со самото тоа, значи, како примерот што го даде гледачот, веднаш да се заврши. Овие се случаи кои всушност не се официјално завршени. А што е кај на завршено? Затоа се е дојдено до некаде или се смета дека има одговори, кабелот е причина за модуларната и готово. Завршено ли е тоа? И така натаму. Сега ќе видиме ова со Кочани што е. Пиротехниката била причина и објаснето е се. Така и тука ете овие. Не сме надлежни ние дали е фалсификат или не, но тој важно приложил. А што приложил? Не сме надлежни да утврдиме. Пишува диплома. Дали е оригинална или не е. А доаѓаме потоа на истото. А лиценцата во Кочани? Па лиценца е. А потоа одат инспектори, проверуваат други. А како знаат дали е оригинална или не? Тоа се тие работи. Тогаш и сега ова е таа меѓусебна координација, па веднаш вие во централизиран систем, лиценца таа и таа. Координирани сте. Инспекторатот со Министерство за економија, со, не знам, финансова полиција и така натаму. Постои оваа диплома во регистар, лиценца? Не постои. Од каде ви оваа лиценца? Сте ја правеле на фотокопир или сте се координирале со некој во Министерството оригинал печат да ви стават, оригинал фалсификат? Тоа е тоа, или со пасошите они, оригинал фалсификат. Полицаецот односно меѓуресорна. Кој поминува овде овој пасош? Ајде, координација со МВР, издаден ли овој пасош или не?
Да, МВР имаме ние тој пасош под серијски број, но не е издаден на тоа лице. А кој злоупотребил тогаш? Или немаме, воопшто сам си го направил измислен број. Повелете, добар ден. Ало, добар ден. Да, се слушаме, повелете. Видете, по мене корупцијава да се легализира. Зошто викам да се легализира? Кој колку може, кој како може, што може, се не прави. Пример, во фирмава моја ми треба со одреден факултет и дека ми донесе диплома, света десетка. Ќе го седнам на столот. Така. Ќе го посматрам 10 дена, месец дена и таа диплома ќе му ја открием ја. Не ми интересира оцените. И ќе видам шо знае колку знае, ајде момче, вратата да те нема. Или бара некој толку пари. Јавно, парам толку. Да, заврши ми ја работавата, не ми одговара да ти давам толку пари, само заврши ја. Нека се легализира. Кој каков знае, нека граба, нека кради. Што повеќе му забрануваме на луѓето да не прават корупција, тие толку повеќе зголемуваат и прават фалсификати, фалш. Вака, пушти либерте. И така не бидуваат од нас ништо, и така барем, луѓето нека штампат дипломи, нека се вработуваат, нека ршумбрават, и така државава е распустија, не изменија, идентитет изменија. Нема што друго, што ќе прават друго? Испразнија се финансиски, се затворија фабриките, ништо не работи тоа. Сето тоа корупција да го прави. Што да одиме понатака? Легализација, завршивме работа, да не се измачува никој. И со пријатно убав ден имаш. Ви благодарам, убав ден и вам. Ве поздравувам, повелете, добар ден. Добар ден. Поздрав, повелете. Поздрав и до вас. Благодарам, повелете. Исо, борбава ќе почне против корупција кој ќе донеса законот за потекло за имот. До тогаш нема да има борба против корупција. Некој за 5 кебапчиња и провала у стан и у некој дуќан лежи по 10-15 години. Некој лом направи овдека милиарди, никому ништо си уживаат по монденски места, сега се главни финансиери инвеститори, ги чуваат парите у Европа, низ банкиве, а ние викаме ќе идеме у Европа, прво Европа да им ги одземе парите, па после да идеме у Европа. Значи и Европа е корумпирана, амбасадори овде што има, и тие взимаат пари, за да ги штитат бандитите од овде. Не е така едноставно да се краде. И треба да земеш и за некој друг да имаш да треба координација и тоа како да. Тоа е. Тоа е координацијата. Едино така може само да видиме на исо куќава од кај му е плата има толку, а направил куќа од 500.000 евра. Чекај. Кај идеме ние, што правиме? Така. Само така, иначе вака ние ќе се лажеме уште многу години. Го упропастија државава, народот, емотивно, психички, морално, физички, све е упропасен, народов нема мерак за живот. Иде на работа и со што мора, не иде со мерак ти на работа, со што мораш идеш. Тука е проблемот. Само кој ќе стигне правдава на лице место, Исо, ќе те одземеме куќата и ќе идеш у затвор, ти ова не си го правил од плата. Едино така ќе не бидне, иначе до тогаш стои една и назад со муабетиве. Поздрав Исо и убав ден. Благодарам, убав ден и вам. До слушање, повелете, добар ден. Здраво, Исо. Здраво, повелете, ве слушам. Абе, каков срам, каква чест, каков морал, бе. Парата врти где бургија нече. Овој собракајецот од Радишани и Љупчо што каже. Тоа единствено му е точно. Се јавува или збори за корупција или зборува за пари. Што сакам да кажам? Значи, секој и овие што се јавуваат, те паднеш бе батка во искушение. Замисли да добиеш со еден подпис као судија, некој да не иде у затвор, да добиеш колку ти Исо што работи цел живот. Па нема ли да паднеш во искушение? Проста е математиката. Борбата
егото човечко е ненаситно. Ако имаш една, ќе сакаш две куќи, ако имаш две, пет ќе сакаш. Ако имаш една кола, две ќе сакаш, па джип ќе сакаш, па за внуци, па за овој, па за оној. Тоа е приказната. Единствено, стравот може да те спречи каков морал, какви бакрачи. Само страф од голема казна и конфискација на имот. Закон за потекло на имот и конфискација, да се почне од судиите и обвинителите. Сите што имаат имот во плата да им се конфискува и во затвор. Сите што чувале у фиока во затвор. Све што им е застарено проверка во затвор. Све што ставиле во домашен притвор во затвор. Да не застарува криминалот никогаш. Судиите да им се ограничи мандатот 5 години. Кога може председател, зошто да не може и судија. Па да има специјален суд кој што ќе ги контролира. Замислите Лјупчо полицаецот кинел пријави за една тулумба. Замислите го него началник или судија да биде. Мислите ќе биде поштен? Мало морген, аз... Да, добро, благодарам, но не знам, јас тоа не сум го слушнал дали правел и зашто правел. Вие може би предпоставувате. Но оние моменти кои ги кажавте, оние активности што кажавте, да се одговара закон за потекло на имот, промена на суди и така натаму, односно има начин како да се утврди каде, да речеме, има, еве гледате и сега по пресудата во Тетово, па се проверува, тоест Мицковски бара од судскиот совет да провери и така натаму. Дали е тоа начинот или е начинот со, ете, разни, гледате, комисии, тела, меѓуресорно тело, кое би ги координирало институциите кои треба да го прават тоа, очигледно не го прават, инаку не би била ситуацијата ваква каква што е. А каква е тоа, токму и председавачот на ова тело, Арбен Фетај, го изјавува, кој е воедно и вице-премиер за добро владење и транспарентност. И председава со ова меѓуресорно тело. И вели, цитирам, Македонија страда од епидемија на корупција. Ова го гледаме секој ден на нашите разорени улици, уништениот здравствен инфраструктурен систем, деградираното образование, бедата која ги принуди младите и нашата најголема квалификувана сила да ја напуштат земјата. Ова звучи може би полошо отколку што ни изгледало и на нас. Ова мора да се промени и ќе се промени, вели тој. Е сега дали ќе се промени вака, ако е ова вака, епидемија од корупција, беда, уништено се и здравство и образование и така натаму, а токму тие институции кои сега ова меѓуресорно тело треба да ги координира, се впрочем оние кои треба тоа да го контролираат. МВР, Министерство за правда, за финанси, финансиска полиција и така натаму, ги набројав. УЈП, сеедно, царина. И сега дали ако тие ги контролира, ги координираат, овие ќе се сменат. Ако е ситуацијата ваква, епидемија и слично, тоа е исто како да вие сега имате некаква состојба, работите со луѓе кои се кратци или епидемија од кратци. Во колективот ви се, не знам, 80-90%, колку што ни е корупцијата. И сега вие велите ќе се координирате за тоа да се смени. А како? Да го контролирате крадецот, да му стоите над глава, да не направи нешто лошо. Нема сега. Јас ќе те гледам. И како ќе се успее тоа и така ќе создадете механизам, ќе ги гледате сите нив, ќе им дишете во врат, немој повеќе да крадеш. Работи си ја работата честно. Изборите на тендери, на не знам, еве сега денеска приведен директор видов исто. По политичка линија. Ја знаете информацијата, веројатно. Каде се, значи, во кои сфери е корупцијата? Директори, министри, премиери, генерални секретари, државни, sejedno. Имаме историја, еден генерален секретар, друг генерален секретар. Има ли разлика? Барем со сомничења, па и обвиненија, и повторно неразјаснети работи, некако престанува, како со дипломата.
завршило или не завршило, не се знае. Овој не е надлежен, оној. И сега, значи, го имате тој состав и сега вие ќе се координирате и ќе ги гледате дали ќе им кажете немојте да работите. Создавате механизам друг. Па како да се создаде? Тоа е прашањето. Јас директно се прашувам, еве и ова во што би сакал да верувам и од премиерот и велам и од Фетаи, кој на вистина и повеќе од реално доловува. Страдаме од епидемија на корупција, комплетно уништен здравствен инфраструктурен систем, деградирано образование, беда и така натаму. Но тоа не е на адресата на народот, да, токму таму. Таму во тие институции за кои тие се надлежни и поради кои се прави ова меѓуресорно тело, да ги координира. Сега како да се сменат, значи, ајде сега добро владење. Токму еве го Фетаи е вице-премиер за добро владење и транспарентност. И ќе им отиде и каже добро владејте се сега. Ќе се ги скоординирате или да не испадне уште координираност за негативно. Ќе се искоординираат сите, па штом се координирани и МВР, и Царина, и УЈП, и сите, координираност ќе се направи нешто да никој не може да докаже после. Значи, тој ризик постои. Затоа што координираноста е прв неопходен услов за вие да правите малверзации. Не може некоординиран човек да прави нешто. Повелете, добар ден. Добар ден, Исо. Да, ве слушам, повелете. Поздрав до вашата екипа, до сите слушатели. Благодарам, поздрав до вас, повелете. Пред овој дечко што спомна за толумбите, пред него убаво кажа, уште 101 година нема да се реши случајот со корупција се. А јас викам, талибанци да дојдат со тие бамбусови стапови од индиците по метар, едно 100 души да распоредат Македонија, да видите како ќе се опаметат тие крадците, да узат бугарското 10 да мавнат, едно да бројат. Никој пат нема да се оправиме ние со овие на власт што се. Него една друга тема да ставите, да го прашате господинот Мицковски, гледам ние една телевизија, помина 8 месеци од владењето. Што направи со името? Или се помиривте ние македонците и ВМРО-вци што се јавуваат сите со Северна Македонија? Дајте сега е шансата, еден референдум, да се знае пред локалните избори. На што сме? Сме за Македонија или за Северна Македонија? Што се плаши Мицковски? Од Рохас, Мохас, од Агилер, Магилер? Еден референдум. Нека се потрошат 5-6 милиона. Така се даваат во неповрат пари. Да знаеме народот на што сме. Сме за Македонија да се врати името или Северна Македонија, па да се ословуваме по тие дебатни емисии северџани, вакви и онакви. Една тема гледам на ниједна телевизија не поставилте. А за ова за корупцијата, што речете 101 година, со овие луѓе, со ова власт, со овие закони. Кои закони? Уште долго Калимеро ќе лебе над Македонија. Уште долго време ќе се нервираме ние. Ништо, допрва корупција ќе има, допрва ќе си поставувате теми. Ајде бидете поздравени, све најдобро. Благодарам ве, поздравувам. На што сме, па и понатаму сме на она што ни го оставија во наследство предходните, Република Северна Македонија. И тоа секој кој е резидент легален тука има лична карта, пасош, се едно може да се извади и да види. И тоа ни е оставено и велам тоа до понатаму ќе стои сега. Дали ќе направат нешто овие или не, останува да видиме, а до кај сме до никаде од тоа што велам ни го оставија предходните. Како ете пакет комплет секој да се извади, да си прочита, тоа е РСМ. Па сега кому му се допаѓа, кому не. Во исто време ете и Филипче повикува денеска, вели го става си од со ризик својата политичка кариера, повикува на уставните измени. Иако прашањето е сега колку тие работи се избалансирани. Една политичка кариера во однос на судбина на држава. Јас не велам дека не треба уставните измени и дека можеби не е тоа генијално решение кај ќе донесе просперитет. Но ако не е тоа клучот, па тогаш загубата е многу поголема да загуби државата отколку еден политичка кариера. Тоа не е, би било бебе со ЕУ.
па да каже, еве, ние перспективата на ЕУ ја ставаме визави уставните измени. Ако ви донесат лошо, ние немаме перспектива. Тоа има тежина. Политичка кариера на поединец, на политичар, визави иднина на држава. Велам, настрана од тоа дали е исправно или не е, туку едноставно не се рамноправни. Еве, ако јас грешам, нека ќе си заминам од медиумот. А ако пропадне медиумот заради таа грешка, па ја ќе си заминам. Па да, ама пропаднал заради мене. Така да, затоа велам, треба да се балансираат работите. Не може да се придава значење подеднакво. Секој треба да биде свесен за вредностите, за тоа што го прави, за тежината. И доколку би бил, тогаш и корупцијата би се намалила. Што правиш, што оштетуваш, ги рушиш темелите. И на државата, и на народот, и на сето тоа. И тоа поради што? Поради тоа што ни 10% од тоа што е опустошено, нема да му стигне ни за животот. Животот трае пократко, отколку што собрале за 1000 години. Повелете, добар ден. Добар ден. Дали се слушаме, повелете. Дали су на линија? Да, на линија во програма, повелете. Сега вака ИСО. Да, повелете. Најголема корупција е направена за Скопје 2014. А тој ги владееше Груевски и тие пресучно умијалко. Значи сега што ги прават зградите во Скопје кај Holiday Inn. Значи кој е тие од Holiday Inn, кој му дават дозвола од општина центар, тој Герасимовски или кој се, и кај онеја бившиот саем од Континентал, тие згради што се прават. 60.000 стана имат во Скопје, така тоа заклучени. Значи тие луѓе тебе кој му дал дозволи и тие луѓе што и прават тие згради, таа урбана мафија, одма треба да ги уасат. Значи ние немаме националитет, а по 5 стана имат луѓе од Скопје па и од натрешноста. Значи најголема корупција е само во градежната мафија. Значи таа градежна мафија пошта Груевски и тие братучки му мијалко. И тие треба на повторно судење да и вратат во апелациониот суд. И чуваше у Фјокат тој Емер Беџетели и таа Демишкова и кои се тамо. Значи најголема корупција е урбаната мафија. Значи под хитно мораториум да му се даде на таа Скопје 2014 и овие сега што прават згади. Под хитно забрано, тој е Марковски што е професор на само текар на градежниот факултет и тие тебе да одговара. Па се јавува преку телевизиите. Значи најголема корупција е у градежната мафија. Како може, па Скопје 2014, ако фане за земјотрес, поголем проблем ќе биде од Кочани, а многу лесно тоа може да се десе. Таа ќе биде најголема трагедија. Благодарам, поздрав до вас. С краја да, ете да не мислиме на тоа. Повелете, добар ден. Добар ден за следниот гледач, повелете. Повелете, но да мислиме како да се подготвиме за а да не ни затреба никогаш. Повелете, добар ден. Дали се слушаме? Повелете. Ало? Да, поздрав, ве слушам. Добар ден, слушаме ли се? Да, повелете. Овака сега, за да се направи координација помеѓу институциите кои треба да координираат за криминалот, односно за корупцијата, тие институции што треба да ја направат таа комисија пред све си корумпирани, криминал до крај. Тие што треба да координираат, сите се крај до корумпирани до дно, до коски. И кој, каква сега таа ќе биде координација меѓу тие комисии. Во Македонија владеат не партии, него 3 криминални банди тие се. Со нивните подржувачи продадени душички за парче леп или за едно вработување или за некој тендерче.
и се ДПМН, СДСМ и ДУИ. Односно ДУИ од терористичка организација не имаме во тие криминални банди, замислете, амнестија на терористи. Се амнестирати со тие терористи е до завршија Македонија, ДПМН и СДСМ до завршија Македонија све. Све е корумпирано, нема некорумпирано. Кој е некорумпирано, вично работник само ако и оној кој не може плата да земе. Но да мисля све додека се овие три партии, додека и тие одредуваат комисии, додека тие поставуваат судиобнители, од Македонија нема ништо да биде. Да има координација под странство, под контрола на странство, ете некој тамо од Словенија, како што викаат во времето, пред 8 години јас викам на Македонија и треба управна прихода, па управна принудна, па Лупче мислеле дека стечај треба и па многу се сложи дека треба стечај за Македонија. И се и самите тие викаат носат странски некои експерти да ставуваат во законот просуш така натака. Значи трели сме за стечај на Македонија под управа. Ви благодарам, ве поздравувам, повелете. Добар ден. Здраво. Здраво, се слушаме, повелете. Види, ја би кажал ваква работа, значи ги спомнав у претходната емисија тој Роха с хибридот за меничката. Да, па ги спомнавте. Знам дека ова ќе биде тема, видиш како вања да се. Дали сте го следеле ова седницата за меѓуресорно тело или Види вака, кај нас треба тоа да се очисти све. Дали гледаш еден куп афрички држави се ослободија, се ратисаа од француско влијание, од америчко влијание, значи и интерна работата. Се додека не се ратисаме од овие влијание на овие што доаѓа тука, некои европарламентарци, некои си енглези, некои американци таму. Нема куртулу до оваа работа. Нашиве политички партии се под нивно влијание многу, затоа што се компрометирани баш со тие што ги зборам сега. Значи, не можеме да се спасиме корупцијата, нема да прекине се додека не дојде некој чист, не окаљан, некој што бил газен и понижен, омаловажен. А тоа може само да го направи другар ми Владимир Путин, заедно со неговата војска. Никој друг, освен него. Значи, он ќе го направи ова, ќе го реши проблемот, ја ви давам гаранција. Значи, барем еден период ќе дишиме раат. Ова све што било до сега спонзорирано од тој расипан запад, или ќе исподега главом без обзира свика Србите, или ќе бидат страја било по нивно, народот кој ќе му здобрие, не знам што може све да ги снајде. Све додека не се тргне од тука, тоа чудовиште наречено Запад, овде нема спас од овие. Кого сакал што не си од овдека? Никој нема да спаси. Се додека не дојде спаски сили овдека, ама од исток. А од Западот секој што ќе дојде. Така, да, мислите, че времето благодарам. Не знам во која насока ете одевте, но како и да е, кој да дојде, поентата е тие се што се. Народот е тој и такове. Или се едно, тие се, кои се, значи да дојде било што, не знам, кој да дојде да управува со затвор. Па тие се затвореници се, што може да очекувате од нив? Значи, што да станат професори? Може да се работи на тоа, да се прави програми, јасно, ресоциализација и слично, но или одите обратно во друга некоја институција, но се едно културна очекувате соодветно, значи да има таму. Но велам, одите во затвори, што сега очекувате? Да не ви го украдат мобилниот? Значи, банализирам, но поентата е независно кој дошол. Тие се кои се. Ние правиме сега вете механизми, односно тело за координација, а истите се тие. Тоа е работата. Како да се, значи, што е поентата? Ниту е тоа некоја софтверска програма, ниту стражари ќе постават, ниту ништо. Истите луѓе. Значи да се координираат, а и што со координацијата? И тие ќе престанат тогаш. Поентата е како да се, која е причината? Епидемија, вели Фетај. Па да, болеста се шири. Па како? Па треба да се отстрани причинителот на болеста. А вие сега со координација како? Аха, немој веќе да напаѓаш, немој веќе да крадеш. Ке се координираме и што?
Па тука постои токму тој ризик уште поголем, да се координираат и меѓусебно. Царина, полиција, финансии, овиони, она што направивме ние, ти немој да го прикажеш, ти она таму немој да го кажеш за тоа и координација одлична. Значи, секаде треба координација и во добро и во лошо. А неа ја прават луѓето. Тоа е целата суштина. Каква координација, во која насока ќе се, во кој правец ќе оди координацијата, за да не се прават тие работи. Инаку што, не е дека имаме проблем со немаат комуникација. Па не е тоа и мобилни, и електронски, како и да е. Како солидерската. Треба да преку медиуми оди еден повикува, друг дал ке прифати, па конечно потоа да се видат. Каде во влада? А секој ден се таму. Така и ова сега. Исти институции, исти луѓе, се под крилата на капата, на владата, закрила на владата, а сега да се координираат. И што, ќе ги викаат посебно? Повелете. Добар ден. Ало? Да, повелете. Добар ден. Поздрав. Поздрав до вас, повелете. Вака сега, јас не знам од кој му текна да прави такво тело, за да ги координира сите институции, а во што да ги координира? Како што велите... Во активностите за борба против корупцијата. Да, полниот назив е тој, да. Да. Или, ти зборам, Керко сети се знао, или да се заштитат. Па тоа реков, постои ризик. Така. Јас се ми се чини дека идејата на идеологот нова цело иде во таа насока. Они да се координираат, да гледат допред глас, недопред глас, сведоци, несведоци, наслани, ненаслани. И сега место полицијата да си ги гони тие работи, они треба сега да застанат тука да се координират меѓу себе. Не знам, не разбирам поентата на тоа координативно тело што и како е. А во суштина мислам дека е тоа да се започнати работава. Ете, се вели да се воспостави функционален, синхронизиран систем кој ќе застане на пат на корупцијата. Утре са бајле. Простете за тоа утре. Или што викаше оној Топурши Мало Морген. Суштината на овој тело по мене е да се сопред активностите на владата, конкретно на МВР, пошто обвинителството да гледаме како реагира. Дали не реагира никако. Ево зачите на самото себе си. И тука е болката на државата и пропаста на државата. Затоа велам, државата мора да си има систем. Кај што ќе има пречка, автоматски да реагира. Мора да има такво тело, автоматски да реагира да штити државата од такви дејања, од такви корумптивни апаши, не мафијаше интелигентно суштество. Овие апаши ја злоупотребуваат службеното положение. Јасно. Значи, мора овој систем правосуден тука што е, овие суди обвинители, владата мора... Ви благодарам, ве поздравувам, повелете, добар ден. Добар ден, повелете. Дали се слушаме? Добар ден. Повелете. Да, добар ден, ве слушам. Повелете. Добар ден, дали се слушаме? Повелете. Се слушаме ли? Повелете. Добар ден. Се прекина врската. Повелете. Добар ден. Дали имаме некого на линија? Имаме уште малку време, па да го искористиме. Повелете за дискусија. Се слушаме ли? Повелете. Добар ден. Да, ве слушам, повелете. Добар ден, господин Исо. Поздрав до вас, повелете. Господин Исо. Повелете. Абре, владата треба да се остави да работи. Таа влада е избрана да одговара и да раководи со државата. Веројатно таму има луѓе кои се квалификувани, колку толку има и совесни, кои што ќе се трудат да ја раководат државата. А ние што се јавуваме, прво не го имаме решено проблемот, зашто 80% сите имаме запет и домашните проблеми не можеме да се и решиме, па сега ќе даваме умови што ќе прави владата. Владата треба да се остави да работа.
Тоа е моето мислење. Благодарам и пријатно. Благодарам, ве поздравувам, повелете. Добар ден. Добар ден. Добро, стигнавме до крајот, добро се координиравме и ете, успешно приведуваме кон крај ова дискусија, а што ќе биде по оваа прва конститутивна седница на ова меѓуресорско тело за координација на активностите против корупцијата, ете останува да видиме дали ќе се координира токму во насока на справување со корупцијата, нешто што и повеќе од ни е потребно и нешто на што впрочем и председавачот со ова меѓуресорно тело денеска ете директно укажа со други зборови дека нема каде повеќе. Стигнато е до крај, како и ние. Ви благодарам за вниманието и за учеството. За среќа ние стигнавме само до крајот на оваа емисија. Допрва почнуваме со нови креативни и конструктивни разговори утре и следниот ден и така натаму. Довидување.